Општина Кривогаштани од Агенцијата за храна и ветеринарство доби одобрение за ставање во функција на реконструираниот модерен сточен пазар. Утрешниот пазарен ден, сточарите од регионов и пошироко ќе може да го користат добиточниот маркет единствено од ваков вид во земјава, кој е обезбеден со целата потребна опрема во оптимални услови за работа. Од утре фактички стартуваме со новиот сточен пазар, со комплетно сите елементи што се на располагање во него. За општина Кривогаштани тоа ќе значи многу, бидејќи се работи за пазар каде што во цел регион, значи не само во Република Македонија, туку и околните држави нема таков пазар од таков тип. Работен е по проект на сите светски стандарди со посебни боксови за крупна, за ситна стока, како административна зграда и неколку елементи од типот на ветеринарна контрола, пасошка контрола. А додека во втората фаза планираме да се отвори мини кланица и сите оние пропратни елементи кои што пазарот ќе го добие вистинскиот лик. Наскоро ќе започне реконструкција и на зелениот пазар, кој се наоѓа во непосредна близина, вели градоначалникот Затковски. Изработен проектот по сите ХАСАП системи и светски стандарди, бидејќи ќе биде од затворен тип, со посебни елементи на продавници внатре за наменети за продажба на млеко, млечни и месни производи. Средствата се обезбедени преку Светска банка, ИПА фондовите и Министерство за финансии и вкупната инвестиција ќе биде околу 110.000 евра, меѓутоа се работи за тендерска постапка каде што во еден тендер се опфатени три елементи: зелениот пазар, комплетна реконструкција на општинската зграда и комплетно заменување на уличното осветление, постоечкото со лед осветлување, што значи голема заштеда за самата општина. Добиточниот пазар во Кривогаштани се простира на површина од околу 6.000 метри квадратни. Во состав на пазарот обезбедена е пасошка контрола и дигитална вага. Вкупната инвестиција за негова реконструкција изнесува 16 милиони денари. Инаку по појавата на болеста јазлеста кожа, утрешниот ден е втор поред откако сточниот пазар, како и останатите во земјава, се отворени за посета и работа.